Вистина ви велам, овде стојат некои што нема да вкусат смрт, дури да го видат Синот човечки како доаѓа во своето царство. Преображение Господово. Поминала околу недела од времето кога Исус Христос им ја открил на учениците големата тајна за искупителниот подвиг што му предстоел да го изврши. Казната со распнување била не само страшна, туку и понижувачка, зашто на крст ги распнувале особено опасните престапници и робови. Спасителот ги подготвувал апостолите за неговите страдања на крстот и за смртта. Тој повел со себе тројца возлюбени ученици, Петар, Јаков и Јован, и се искачил со нив на гората Тавор, за тие да ја видат божествената слава на својот учител. Тоа требало да ја зацврсти нивната вера во часот на искушенијата. Откако се искачиле на врвот на гората, Христос почнал да се моли. Истоштени од качувањето, учениците заспале. А кога се разбудиле, го виделе Исус преобразен. Неговото лице светело како сонце, а облеката станала бела како снег. Во тоа време, пред преобразениот Господ, застанале во небесна слава двајца старозаветни пророци, Мојсей и Илија. Нивното појавување сведочело за месијанското достоинство на Христос, зашто Синот Божји е исполнување на законот и пророците. Мојсей и Илија се поклониле пред Исус и разговарале со него за страдањата и смртта на крстот, кој предстоело да ги претрпи во Ерусалим. Видението на божествената слава на Спасителот ги исполнило срцата на апостолите со необична радост. А кога пророците, Христовите соговорници, почнале да заминуваат од него, Петар извикал: Господи, добро ни е да бидеме овде. Ако сакаш, да направиме овде 3 шатори, за тебе еден, и за Мојсей еден, и еден за Илија. Во шатори наречени сеници, јудејците вообичаено живееле во деновите на празникот Сеници, кога го споменувале 40 годишното патување низ пустината кон ветената земја. Апостолите биле поразени од гледањето на божествената слава на својот учител. Тие доживеале неспоредлива радост, заради што апостолот Петар барал да го продолжат тој свештен миг, да останат на Тавор, на таа ветена земја и вечно да ја созерцуваат божествената слава. Додека Петар се уште говорел, светол облак ги засенил, и тие го слушнале од облакот гласот на Бог Отецот. Овој е мојот возлюбен син, во кого е моето благоволение, него слушајте го. Учениците во страв паднале на земја. Кога исчезнал облакот, Исус, пристапувајќи, ги допрел и им рекол:
станете и не плашете се. Неговото лице и облеката веќе не светеле со чудесната светлина, но апостолите знаеле дека пред нив стои необичен човек, туку воплотениот Божји син. Некогаш во древноста Семоќниот Господ слегувал на гората Синај во страшни громови, во темнина и бури. Сега пак од јасно небо слегол светол облак и било покажано благоволението на Отецот кон возлюбениот Син. На луѓето не им биле дадени нови заповеди, но Боготецот ни покажал дека спасението на човекот се состои во послушноста кон Синот Божји Исус Христос. Враќајќи се по патот, Христос им забранил на учениците да раскажуваат за тоа што го виделе, додека тој да воскресне од мртвите. Тогаш апостолите не разбирале што значат тие зборови. Тие впрочем знаеле дека пред да дојде Месијата мора да дојде пророкот Илија. Тој треба да ги востанови во душите на луѓето чистите и добри чувства. Пророкот мора да ги подготви скаменетите човечки срца за да го примаат Спасителот на светот. На нивното прашање, Господ одговара дека Илија веќе дошол, но израелците не го познале. Во духот и силата на Илија дошол меѓу луѓето предтечата и крстител Господов Јован. Но него го фрлиле в затвор и го убиле. Па така не зачудува тоа што јудејците не го познале својот Спасител и го убиле. Таворската светлина продолжува да свети за оние што поверувале во Христа. Таа светлина ни помага непречено да одиме по животниот пат. Сепак, ние треба да паметиме дека нашиот живот треба да им го осветлува патот на нашите ближни, водејќи ги кон Христовата светлина. Се преобрази на гората Христе Боже, покажувајќи им ја на Твоите ученици Твојата слава.